До крајот на годината повторно ќе има гласање во 4 општини каде што локалните избори пропаднаа поради недоволен цензус. Од моментот кога Државната изборна комисија ќе ги потврди конечните резултати, ќе почне да тече рокот од 60 дена за распишување на нови избори. Собранискиот спикер Африм Гаши постизборно на брифинг со медиумите потврди дека во тек се консултации со ДИК за ова прашање, бидејќи како што појасни, постојат одредени нејасноти околу процедурите. Собранискиот спикер најави дека мандатот на актуелниот состав на Државната изборна комисија истекува на 15 јануари 2026 година и дека се превземаат сите чекори за изборниот процес во овие општини да може непречено да се реализира. Паралелно со изборните подготовки, собранието влегува во нова интензивна законодавна фаза. Според најавите, предлог буџетот за 2026 година ќе се најде на пленарна седница на 9 декември, а рокот за поднесување амандмани е до 10 ноември. Гаши информира дека на 11 или на 18 ноември ќе се одржи и редовна седница за пратенички прашања, каде што опозицијата ќе може да поставува прашања. Во фокус на координациите е и изборниот законник, тема околу која власта и опозицијата покажуваат ретка согласност. На денешниот собраниски брифинг, спикерот кажа дека сите координатори на пратеничките групи изразиле подготовност да седнат и консензуално да ги донесат измените на изборниот законник. Гаши потенцираше дека доколку од владата стигне предлог за нов изборен законник, собранието ќе го стави во процедура. Меѓу актуелните теми е и законот за локална самоуправа, за кој Гаши порача дека неговото донесување целосно зависи од политичката волја на пратеничките групи. Доколку има согласност, законот веднаш може да биде ставен во собраниска процедура. За сега пак нема најави за отварање на уставот по ниту едно прашање. Потенцира Гаши, одговарајќи на новинарско прашање околу мислењето на Венецијанската комисија дека се потребни уставни измени за поголема независност на јавното обвинителство. Спикерот потврди и дека до собранието се уште не е пристигната најавената резолуција за црвени линии од лидерот на СРСМ Венко Филипче. Годината ќе се одбележи со натрупана агенда од буџет и изборен законник до подготовките за повторно гласање во 4 општини. Според најавите, собранието планира до јуни целосно уредување и на својот двор, вклучително со електронска рампа и нов паркинг систем, додека политичките разговори околу изборите и уставните теми ќе продолжат со цел да се осигура стабилен институционален тек.